Сашо Димовски, селекторот на 21-то издание на фестивалот на античка драма Стоби, стигна некако утринава во нашето студио. Ќе го прашаме како, ќе му посакаме добро утро. Добро утро, Јована, добро утро. Драго ми е што сум во ваше прекрасно студио да позборуваме за она кое што ни почнува од денес, па ќе трае следни 10 дена. По 21 пат се одржува фестивалот, кои се представите, што се селектирани? 21-то издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби вечерва ќе го отвори Народно позориште Сараево, Босна и Херцеговина, со представата Цар Едип во режија на Диего Дебреа. Веќе утре на репертоарот на фестивалот ги имаме гостите од Унгарија, театарот Мала Дипе од Будимпешта, со представата Пенелопијада во режија на Золтан Балаш. Во среда на фестивалскиот репертоар ни се гостите од Јужна Кореја со представата Мир според Аристофановата истоимена комедија, а во режија на Ли Самсунг Јанг, една представа која исклучително ме радува што оваа година е на репертоарот на фестивалот, бидејќи чинам за прв пат професионална театарска трупа од Јужна Кореја гостува на Македонски театарски интернационален фестивал. Следна на фестивалскиот репертоар е представата Нерон во македонска продукција во режија на Ѓорѓе Ризески, а веднаш после неа вечерта пред крајот на официјалната селекција студентската представа Трагедија во фрагменти во изведба на студентите од Универзитетот Европа Прима, додека последна представа во официјалната селекција за годинешното издание на фестивалот е представата Едип и пророците според истоимениот текст на Софокле. Писателот Александар Соколов напиша авторска трагедија во режија на Дијана Добрева, а во изведба на Драмскиот театар од Пловдив, Република Бугарија. Во чест на лауреатите на 10 октомври нормална годинава, концерт ќе има нашиот национален ансамбл Танец. И со тоа некако ги затвараме контурите на годинешното 21-во издание на фестивалот Стоби. Круна на фестивалот. Има ли доволно представи од регионот кои се работат по текстови од антички драми, доволни за да можете да изберете вака богата програма? Видете, изминатите неколку години фестивалот Стоби на вистина станува еден вид естетички полигон на кој се среќаваат представи, современи представи кои ги артикулираат античките теми и проблеми на најразлични начини. А во изминатите години, мајќи го предвид она кое беше представено на фестивалот, сметам и можам да кажам дека интересот за античката тема и како постои помеѓу националните театри, меѓутоа и помеѓу независните трупи и тие нови артикулации на античкото драмско книжевно наследство, меѓутоа не само драмското, кој епско е никогаш нема да престане да им биде интересно, да ни биде интересно на театарските творци, бидејќи оние прави истини со кои театарот се занимава се кодирани токму во овие текстови. Фестивалот е во една седмица, ден за ден се представите, нели, како што кажавте. Сега, нели, кога се некои големи манифестации во прашање, очекуваме и посакуваме да бидат во повеќе денови. Можеше ли да се направи тоа и со... Па видите, со оглед на агендите на театрите кои ни гостуваат оваа година, меѓутоа и со оглед на активностите кои Велешкиот театар ги има, можеби да биде на извесен начин малку поразбиена, меѓутоа е добро што речиси сите учесници ги имаме присутни во Велес додека трае сиот фестивал. И предпоставувам дека ова ќе придонесе за една меѓусебна дружба и убава комуникација која ќе покаже дека фестивалите меѓу другото постојат за уметниците да се сретнат и понатаму во еднината нешто заедно да направат. Паѓа во очи тоа што фестивалот на античка драма именуван Стоби, а се одржува во Велешкиот театар. Да, неколку години веќе за жал фестивалот се одржува во Велешкиот театар, велам за жал бидејќи неговата природна припадност е на античкиот локалитет Стоби, односно да бидам прецизен, амфитеатарот на античкиот локалитет Стоби. Меѓутоа, заради процесите на конзервација и реставрација на објектот антички театар во рамки на античкиот град Стоби, неколку години со ред фестивалот се одржува во театарот во Велес. Јас се надевам искрено дека условите ќе дозволат во блиска иднина овој фестивал да го видиме повторно на местото каде што природно си припаѓа, тоа е античкиот град, односно античкиот амфитеатарот на Стоби. Претходните години вообичаено беше, нели, Велешки театар да има своја представа на фестивалот. Минатата немаше, бевте донеодамна директор на оваа институција. Зошто тој театар што треба, што најмногу треба да има
Па не би рекол дека најмногу треба Па да добро, има. тука е. Да. Тука е, може би природно му следи во тоа да има Најблиско. продукција на театарска представа која се потпира, се базира или е инспирирана од античкото наследство, меѓутоа оваа година театарот нема своја представа во официјалната селекција. Јас се надевам и сум убеден дека во годините кои престојат Велешкиот театар и како ќе продуцира представи кои се базираат на античкото наследство и со тоа ќе ги имаме, сигурен сум, и на репертоарот на фестивалот Стоби. Гледам, последната представа била во 2021. Да, по 2021 година представата Орестија е последна која Велешкиот театар ја продуцирал на античка тема. Кој е жирито што ќе решава? Жирито оваа година е во состав Владимир Милчин, Маја Љутков и Ненад Витанов. Сега едно прашање кое што е контраст, нели, на модерното живење, антиката. Колку ние сакаме да кажеме, сите сакаме да кажеме дека, нели, светото останува на младите, дека културата мора да им се пренесува на младите, практично за нив ја се негува, се гаи, се продолжува за наследниците. Колку младите се, ајде, нека не бидат заангажирани, ама нека бидат заинтересирани за антички текстови, за антички представи, за нешто што се случило многу години, многу векови пред нас. Колку со ова современо темпо на живење може да се задржи нивното внимание со едно вакво културно наследство? Главната карактеристика на античката драма, односно на антиката генерално, е нејзината безвременост. Тоа значи дека семантичките вредности кои се кодирани во овие текстови се актуелни и ден денес. Потребно е само да ја најдеме соодветната оптика или ракурс од кој ќе ги погледнеме овие текстови, да ја сватиме всушност колку се тие актуелни и ден денес, иако се напишани повеќе од 2000 години, колку што нели постои и театарот како некаков вид институционална уметност. Јас сум сигурен дека младата публика и текако е заинтересирана за античката драма, бидејќи ќе повторам, семантичките вредности кои се кодирани во античката драма и во античкиот театар како таков, нам до ден денес ни важат, односно станува збор за прашање и потенцијални одговори кои како човештво си ги поставуваме уште од почетоците на театарот па се до ден денес. Така што би заклучил дека само ракурсот или оптиката од која се гледа античката драма може да биде условно современа за секое време, нели, во неговото современие. Што била интересна милениуми наназад за сите млади луѓе, јас сум сигурен дека и во годините, односно вековите кои престојат, античкото книжевно наследство, драмско наследство ќе биде интересно за секоја една млада генерација која доаѓа. Добро, ги споменавме младите, но генерацијски наназад години, која е публиката која што многу задржува вашето внимание? Разнородна. Можам слободно да кажам заради разновидноста на програмата која фестивалот пред се ја нуди. Со тоа доаѓа и разновидна генерацијски публика, а ние се трудиме да ги задоволиме вкусовите на секоја една публика која влегува во нашиот театар. Се надам дека и годинава ќе биде така. Се надевам јас, имајќи предвид дека навистина нудиме интересна и разнородна програма на 21-то издание на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Се надевам дека секој од публиката ќе најде нешто за својот вкус и дека ќе дојде во театар да ја погледне представата. Тоа е за публиката, да, Поливар? Да, за печатоците, тука ни е колегата Петар Печков ќе ни принесе што се ќе се случува. Тој е нашиот дописник од Велес. Само кратко, како дигресија мала, зборуваме за публиката. Што е со оние што треба да го пренесат впечатокот? Што е со актерите? Колку тие сакаат да бидат дел од нешто што... Видите, античката драма и театар се изучуваат задолжително во нивното образование, така што јас сум сигурен дека и им е тоа интересно, бидејќи тоа подразбира еден специфичен однос пред се контекстот, бидејќи канонот на античкиот драмски текст има свој начин на кој што се артикулира и тој подразбира поинаков систем, поинакви правила и принципи на артикулација на истиот тој текст, така што верувам дека на актерите им е секогаш интересно кога се навраќаат назад кон антиката, бидејќи се навраќаат на известен начин секогаш одново кон начинот на кој се го стекнале своето образование, бидејќи занимавањето со антиката секогаш одново е враќање, ќе речам повторно, кон почетоците на тоа како почнал и како се артикулира театарот до ден денес. Сашо Димовски, селектор на 21-то издание на фестивал на античка драма Стоби, благодариме што дојдовте денеска и ве очекуваме на изворното место со некое следно издание на театарот, таму па и да дојдеме да снимиме нешто, зошто да не, да ги пренесеме вистинските впечатоци. Благодариме.